Да, ова е на мејл кај нас што стигнало од кабинетот на председателката. Председателката Гордана Силјановска Давкова денеска на интервју на Сител телевизија рече дека воопшто не била информирана за протоколот. Тоа значи, таму бил Горан Момировски и бил одговорен за тој дел. Заедно со амбасадорката Руси. Значи, никој не и кажал на Гордана Силјановска Давкова дека ќе има сликање во официјалниот дел од кабинетот. Некој на Гордана Силјановска и рекол, не се секирај, нема да те сликаат, само од внатре дека сте се сретнали. Сите овие претходно знаеле дека ќе има и вакви фотографии и никој не и кажал. Бугарите викаат протоколот беше договорен. И сега на неговиот портал пушта вести, тие медиуми што објавиле дека имало само бугарски знамења, тие биле медиуми на СДСМ. Ти си ја наместил Гордана Силјановска Давкова да биде оваа ситуација. А зашто си ја наместил? За Гордана Силјановска Давкова да не биде подобра од Христијан Мицкоски. Вчера имаа пуштено дека фатиле 2 кеси наркотици во автобус на позната струмичка фирма. Што има врска автобусот? Излезе дека они фатиле 2 кесички хероин, 25 грама при претрес на патник. Ама така, од епски размери е криминалот. Кај тој Крмзов. Излезе дека нашле диаманти и сега неофицијално е дека диамантите не се ни диаманти, него се кристали за лустери. Да, паднале од некој лустер. Неофицијално, може не, да. Паднале од некој лустер и луѓето си ги имале стаено негде на страна за да не ги изгубат. Значи, нема ништо од приказките на Мицко. Значи, измислува приказки за да прави шашма, да не занимаваат луѓето со неговите глупости, пропасти, да занимаваат со друго. Што направи? Прво внимавајте. Прво видете кој највеќе ја крева темата за бугарското знаме, за македонското знаме во Бугарија. Ама пред да почнеме, има изјави и од Мицко да. Ама пред да почнеме, имам уште едно видео за двојазичност. Што за двојазичност? Па кај што он кажал нешто против двојазичност, а што да прави за двојазичност? Мораме и тоа да го видиме. Ајде да видиме ова за двојазичноста, па ќе се вратиме нова за знамињата за да ја деконструираме местенката која што ја прави Мицко и неговите испостави у кабинетот на Водно. Ти најави таму дека споделат на што е можно поише луѓе. Таму има еден што мисли дека е многу јак новинар, пиарџија овона човекот, значи човекот не знае. Арно ама е таму за да прави шашми. Крива е и Гордана Силјановска. Најкрива е Гордана Силјановска. Затоа што дозволила незиниот легитимитет од 560.000 луѓе. Значи 130.000 повеќе има од Мицкоски. Да не го штити и да дозволи да ја злоупотребува и да ја манипулира човек кој што е патолошки манипулатор и лашка. Патолошки. Појдете од тоа, зашто он има 2 телефона? Зашто? Ај ќе ја деконструираме приказката, ама ајде да видиме прво двојазичност. Само има еден добар коментар. Ноар Н Рамадани на Facebook вели: ја следам емисијава редовно, а што има многу луѓе што мислат дека албанците им ја зедоа државата, зошто сте толку националисти, нели треба исти права да имаме, нели плаќаме и ние данок и така натаму, се согласувам. Ама ние не го правиме тоа, Ноар. Ние не го правиме тоа. Тоа го прават политичарите у кампања. Поентата ние она кој што го деконструираме е нивниот однос после тоа, од моментот кој ќе дојдат на власт. Се што ветиле све забораваат, се што ветиле излажале.
национализмот и семето на раздорот помеѓу македонци и албанци е посејано. И тоа ќе остане и така ќе се гледа на работите. Да, и вие плаќате данок, и вие работите, служите и војска. Затоа кажуваме дека тој закон за бранители, на пример, у Дива населје у Куманово имаше 20 албанци кои што закинаа. Така? Речи сум сигурен дека 20 беа албанци. Еден беше, мислам дека етнички србин. Значи, ние не ги делиме така луѓето. Тоа што го прават политичарите, ние само го вадиме на виделина. Да не ве лажат со национализам. Пушти за двојазичноста Мицкоски што вика. Дали ќе се укине двојазичност? Во кој смисол да се укине двојазичност? Толку е прашањето. Добро. Нема да го коментираме. Добро. Што Мицко да не го коментираме? Зашто да не го коментираме? Пушти ги двата скриншоти од што напишал Мицкоски за законот за двојазичност и зашто таа вест е тргната од веб страницата на ВМРО ДПМН. Пушти ги да видиме. Значи Мицкоски на Facebook, кога се носи законот за двојазичност, ти ги пушти сега, режија. Да, сега ти ги пушти. Значи, Како се, ама виде со каков курчевит осмех, каков циничен осмех, каков осмех ве дупев, да. каков осмех ве лаже. Па 3 години збориш на секоја пресконференција уште збориш двојазичноста. Што се правиш будала? Што се правиш будала? 3 години збориш на пресконференции. Ќе ги пуштиме после пресконференција. Оно излезе Дарко први на пресконференција, Орце Ѓоргиевски, Наум, не знам кој, сите излега на пресконференција за двојазичноста, ти излагаш по интервјуа, по курци, по палци, сегде на митинзи за двојазичноста. И сега шо ги казваме, ве дупев, а? Па абе имај малце, барем малку, значи барем не им уфаца на луѓе, многу е пушти како уфаца на луѓе им се смееш. Значи уфаца ги мочаш, како да ти кажам, луѓе што гласале. Дај маце, симни се на земја. абе дај маце. Тамо ветерот знаеме дека јако дува. Абе прибери се, човече. Значи, јануари 11 2018 вели законот за двојазичност кој денеска го изгласа парламентарното множество е неуставен. Ако некој закон не е согласно устав, тоа значи дека тој закон не смее и не може и нема да се почитува. Така правно тоа значи. Значи ти си го донел тој закон, ама тој не може да важи. И сега новинарот кој ќе те праша што ќе правиш со закон еден кој што е неуставен, ти треба да кажеш тој закон, сме кажали претходно, е неуставен. Извини, само ова е сега веста од ВМРО ДПМН, линкот кој што е споделен од Христијан Мицкоски, 4.4, page not found. Значи не постои оваа изјава на премиерот. Избришана е. Логиката вели дека ако ти нешто си велил дека е неуставно, тоа значи дека кога ти ќе дојдеш на власт, ќе го смениш или воопшто нема да го почитуваш тој закон. Абе човече, они се аде и Орце и Дарко. Па еве спремни, се ќе може го вратиме, ќе го кинеме законот, ај не заебај. Па дали идеше Орце Ѓоргиевски да држи пресови пред МВР за двојазичната униформа? Да. Значи ние идевме да го снимаме. Да. Значи он и своите ги гори. Пушти ги двете видеа, ајде да видат уште тоа, па ќе влеземе у главната тема, што се случуваше у Бугарија, да. Кој видео? Од Орци, од овој, како се каже, од Бутел. Дарко. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Законот за двојазичност, ваков каков што е, не смее да стапи на сила. Покрај тоа што е неуставен и неприменлив, истиот ќе направи огромна штета, и политичка, и економска. Последиците ќе ги плаќаат сите граѓани на Република Македонија. Неуставниот закон за двојазичност, кој парламентарното мнозинство, спротивно на забелешките на претседателот на државата, експертите и ставот на граѓаните на сила го истурка во собранието, ќе има огромни финансиски импликации врз буџетот на нашата држава. Почитувани, парламентарното мнозинство предводено од СДСМ вчера донесе неуставен закон за двојазичност со кој се деградира употребата на македонскиот јазик
Истиот се сведува на ниво на еден од јазиците кои се говорат во Република Македонија. Овој закон е во спротивност со амандманот 5 од Уставот на Република Македонија. Со овој закон се врши фаворизирање на само една етничка заедница, албанската, додека од друга страна сите други се маргинализираат. Можноста судските, управните, извршните, предистражните, истражните, кривичните, прекршочните, парничните, вонпарничните, за извршување на санкции и другите постапки да се водат на еден од двата јазици ја релативизира официјалноста на македонскиот јазик. Дополнително невозможно е закон кој се носи со апсолутно мнозинство да се усогласува со одредби во закони кои се носат со двотретинско мнозинство. Двојазичност на униформите на полицијата, здравствените работници и пожарникарите ја надминува уставната рамка. И сега Мицкоски, и шо сега со законот вика за двојазично? Шо да правим? Шо законот? Па нели е неуставен? Ако е неуставен, повлечи го. Кажи нема више да се почитува, тој е неуставен. Ама сега, пошто си на власт, викаш чекај уставен суд да каже да не преюдицираме, да не правиме призив, уставен да каже дали е уставен или не. Па дали си бил сигурен дека е неуставен? Па професорката Гордана Силјановска-Давкова устата пене и фати по однос на тоа законско решение. Колку е штетно за Македонија и дека е спротивно на уставот. Спротивно на препораките од Венецијанската комисија. Ајде да видиме уште еднаш кај Шовика Мицко и одиме на тема што се случуваше во Бугарија. Дали ќе се укине двојазичност? Во кој смисол да се укине двојазичност? Толку е прашањето. Добро. Нема да го коментираме. Добро. Дали ќе се укине двојазичност? Што викаат гледачите, што викаше дедо ми, маш рекол, маш одрекол. Ако реков, не пресеков. Абе види, тоа е. Реалноста е тоа дека е изгласан Мицкоски, дека е премиер и дека ќе владе у наредните 3 години, но мислам дека луѓето како што поминува време, се помалку време и помалку шанси им даваат на политичарите. Ние видовме со кој елан дојде на власт СДСМ 2017, шарена револуција, 27 април, значи општо целиот јавен дискурс одеше кон тоа дека ќе се сменат многу работи. Видовме што се случи за 7 години СДСМ. А сега истото се случи со ВМРО-ДПМН, државата ни е киднапирана, заробена, продадени македонски национални интереси, истите работи продолжија. Ако е спремна режија, да го видиме сега. Јас само да најавам една работа, Ајде. општо амнестија направив на каналов сега пред нас. Сите што беа банирани, сите ги трна. Значи нема банирани луѓе на каналов во моментов. Пошто многу ме интересира тие што Што плука претходно. Што ломотеа, што плюкаа претходно, сега што ги кажа. Нема банирани бики. Добра идеја. Па ќе ги банирам. Сега, дај пушти го Мицкоски да видиме што вика за случувањето у Бугарија и за знамето. Мицкоски Бугарија е крстено видеото. Па да влеземе у тема. Ајде пушти. Добро, бидејќи спомнувате дека сте реагирале, зашто македонската дипломатија не реагираше таму, додека бевте во Софија, имавте двајца министри, имавте председател на држава. Зашто сега треба да се реагира откако се вратите на? Па имаше реакција од кабинетот на председателката и мислам дека таму стоеше многу јасно зашто тој ден не реагирано во интерес на почита кон загубените трагично животи на пилотите кои што загинаа тој ден во Бугарија. Не сакавме да создаваме тензија, но добро е што и денеска се реагира на овој начин. Порано, знаете, не ни пречеше што се виткаше кичмата и што се бакнуваат чевлите на нашите соседи и се молчеше. Тогаш не ни пречеше и тогаш тоа ни беше убаво и тоа беше европска вредност. А сега кога реагираме, зошто реагираме? Еве затоа реагираме и ќе реагираме. Можеби и утре ќе реагираме и задутре, секогаш кога ќе биде помината црвената линија, ние ќе реагираме. Секогаш. Тоа да бидете сигурни. Немаме никогаш повеќе намера да ја виткаме кичмата на македонското достоинство. Тоа треба на секој да му е јасно. Ние сакаме да градиме добрососедски односи, но тоа е двонасочна улица. И како таква двонасочна улица ние планираме да ја чекориме. Ако некој мисли дека некому треба чевлите да му ги
целуваме и дека ќе молчиме и дека ќе продолжат понижувањето, тоа нема да се случи. Добро, бидејќи спомнувате дека сте реагирале, зошто македонската дипломатија не реагираше таму, додека бевте во Софија, имавте двајца министри, имавте председател на држава? Зошто? А понижени ли сме? Абе ти фарба имаш на црна околу од пацуење кондури. Што зборуваш, бе? Што збориш? Знаеш ли кој објави Христијан Мицкоски сликата од Гордана Силјановска со бугарските знамења без македонско? Пушти режија, имаш скрин. Дали знаеш кој ја објави сликата? Сликата ја објави кабинетот на Гордана Силјановска, тоа е еден човек. Твојот омилен новинар. Ја објави сликата на во соопштение од официјалниот мејл. Еве го. Ова е кај нас на мејл. Да, ова е на мејл кај нас што стигнало од кабинетот на претседателката. Тоа е прво. Второ, председателката Гордана Силјановска Давкова денеска на интервју на Сител телевизија рече дека воопшто не била информирана. Не била информирана за протоколот. Тоа значи таму бил Горан Момировски и бил одговорен за тој дел. Заедно со амбасадорката Руси. Значи, никој не и кажал на Гордана Силјановска Давкова дека ќе има сликање во официјалниот дел од кабинетот. Како што објасни Давкова, таа рече, јас бев информирана дека ќе има фотографии и сликање само од тет-а-тет средбата внатре во работниот дел на кабинетот. Значи, она, Тоа е кога се седнати. некој на Гордана Силјановска и рекол, не се секирај, нема да те сликаат само од внатре дека сте се сретнале. И жената веројатно верува на состојниот кабинет и отишла да се, значи, на тетата средба. Сите овие претходно знаеле дека ќе има и вакви фотографии, ваква фотосесија. И никој не ја кажа. Затоа се затекнати и бугарите. Сеги бугарите се затекнати, се што е проблемот? И бугарите викаат протоколот беше договорен. Бугарите викаат протоколот беше договорен. Со кого? Со Горан Момировски. Со Момировац и со амбасадорката. Значи бил договорен протоколот и сега бугарите се затекнати. Што е реакцијава? Што ви е проблемот? И значи сега на неговиот портал, не е негов, официјално, правно, не е негов порталот, ама помагаше таму. Пушта вести он под туги иницијали и вели тие медиуми што објавиле дека имало само бугарски знамења, тие биле медиуми на СДСМ. И тие биле необјективни и тие лажеле. Чекај бе, Ти си пуштил такво па соопштение. ти си ја пуштил сликава. Оваа слика ти си ја пуштил и ти си ја пуштил соопштението. Ти си бил одговорен за протоколот. Ти си ја наместил Гордана Силјановска Давкова да биде оваа ситуација. А зашто си ја наместил? За Гордана Силјановска Давкова да не биде подобра од Христијан Мицкоски. А објективно е подобро. За да не биде подобра од Христијан Мицкоски. Ете затоа си ја наместил. За Гордана Силјановска Давкова да биде тема у држава во наредниве 2 недели, а да не биде Мицкоски и неговите раки. И циничното смеење и така натаму. Ама не само што ти си ја наместил Гордана Силјановска. И у суштина многу мене не ми е тоа секираци. Ти си го наместил председателот на државата и си ја довел целата држава
Подреден. Во подредена состојба. Зашто? За да му угодиш на Христијан Мицкоски. Си луд. Не сте информирале Гордана Силјановска. Не сте информирале за протоколот. И жената убаво вика, кога ги видов двете знамења, две опции има. Едната е да направам јас скандал и јас да бидам крива, што сум направила скандал, другата опција беше да се сликам, па после да се објаснуваме. Затоа се сега бугарите затекнати и викаат, па и амбасадорот не ја прими протестната нота на Тимчо, на Тимур, пошто затоа што Мики Маусот беше таму. Меѓу другото, амбасадорката е одговорна пред Мики Маусот. И Мики Маусот сигурно ги знаел. Протоколот го знаел. Ама Мики Маусот не реагирал таму затоа што имало трагедија. Ајде мајката. Тоа кога се одма се реагира. Што е ово, знаме ово? Абе никој не влегол унатре. Како Никој не влегол. Абе никој не влегол, кажа преска. Па зашто бил со Па неј? сама влегла. Па зашто бил со Па они неј? не влегле затоа што ако влегле, они ќе требале да се сликаат и они на тие знамења. Они го знаеле протоколот, се скриле и ја оставиле оваа сама да оди. Значи ја наместиле. Па ја наместиле класична местенка. И сега што прават? Нема ние да целиваме овакво. Што да целиваш бе? Ти кажа на Бојко, му рече всичко ще подкрепим. Всичко ще подкрепиме на Дајдете го бе Бојко. тоа видео. Дајдете го тоа видео. Не, ама мислиш дека ние нафта пиеме? На тоа видео он мислеше дека не го снимаат. И Бојко Борисов му вика ќе го подкрепите ли договорот за добро соседство? Вика всичкото ще подкрепиме. И сега шо? Не си ја виткал кичмата. Па викаше не веднаш глава за Преспанскиот, па се викаш Преспанскиот е реалност, он ни ги отвори вратите кон Европската унија. Се им пуштивте преска Стефан сообщение вика, на луѓе. може би Момировски не бил свесен. Бил. Бил. Па само он бил Кога известен. се прави протокол, се пишува во толку часот таму, при влезот ќе се сликаме овде и овде, ќе имаме фотосесии, нема да имаме фотосесии во овој дел. Во овој дел ќе има медиуми, во тој дел нема да има медиуми. Таму ќе седнеме, таму ќе седи Гордана, таму ќе седи Радев, таму ќе седи... Значи има, све пишува, детали се пишува протокол. Од излагање од кола до влагање до завршување на следвата. Или подетално од пристигнување на граница до излагање од граница. Се кој чекор е предвиден во протоколот. Видеото. Кој? Видеото всичкото дека ще подкрепи. И сега Мицкоски нив им било идејата, токму тоа викаме ни беше идејата. Го слушна? Да. Токму тоа ни беше идејата да покажеме дека Бугарија ги ствара тензиите, а не Македонија. Браво. Право што си дозволил да се понижи државата. Да. Ти де факто мислејќи дека ова ќе го покажеш, си ја ставил Македонија во подредена положба. Затоа се овие, значи бугарите се фатени сега увакво, викаат абе имаше договорено протокол. Ние ви кажавме дека така ќе биде. Да. И председателката тоа не го знае затоа што тоа не е опис и попис на работно место. Значи он Радев, амбасадорот Бугариве викаат абе протоколот беше кажан, дадено. Таму највисока функција од кабинетот имал Горан Момировски, кој што бил. Ама И он бил известен он како ќе изгледа. Значи он вика Радев вика протоколот беше утврден. И сега они не знаат зошто е реакцијава. Што значи дека некој на Гордана Силјановски го договорил протоколот и не ја известил. Ја пуштил да изгори. За да биде тема Гордана Силјановска, ама да не биде тема ова. Да сум ја Гордана Силјановска. На нејзино место. На клоци сите. Коалиција, фала на поддршката, терете. Ја имам уште 4,5 години и си терам како знам. Ако сака да излезе од тој кабинет со некаков дигнитет со како што влегла. Јас си испратив прашање. Таква победа на избори Киро Глигоров има едина од држава. Не, јас сега ќе ти ги прочитам прашањата кои што ги испратив на председателката. И председателката е една од ретките функционери од држава, председател на држава е. Значи кој што одговорил на директно.
а морам да ги испратам на неа, заради тоа што ако ги испратам у кабинет, не ми ги одговараат прашањата, не ни ги одговараат, ги игнорираат и не ни пуштаат одговори. Значи да не ги читам, многу се. Многу се прашањата, да не ги читам. Мешка, кажи колку председателката е задоволна од срещата и какво уважение беше дама сама го кажа на сите. А Мицкоски за какви глупости говори, че Бугарија прави мускули. Затоа што веќе Ландин, затоа што веќе е председател на држава. 560.000 луѓе. Тоа е.